Вести на Слободна ТВ. Продолжува комисиската расправа за состојбите во енергетиката. Владата одобри 1,1 милиарди денари средства на ЕСМ за непречено снабдување со топлинска енергија на Скопје. Овие средства за ЕСМ се за набавка на енергенси, ликвидно работење и континуирано снабдување со топлинска енергија на потрошувачите на град Скопје во текот на предстојната грејна сезона. Владата вели дека има јасен план за справување со енергетската криза преку ставање во функција на сите енергетски капацитети, ослободување на блок 3 во рек Битола и ставање во функција на ТЕЦ Осломеј. Од вчера во функција е ставен првиот котел на ТЕЦ Неготино со производство на електрична енергија со моќност од 60 мегавати, а тимови на експерти веќе работат на пуштање на вториот котел. Во меѓувреме денеска 6-ти ден продолжува дебатата во Собраниската комисија за одбрана и безбедност за предлог одлуките за продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на државата заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите со електрична енергија, како и постоење на кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојба на пазарот на топлинска енергија. По завршувањето на расправата во матичната Собраниска комисија, пратениците на пленарна седница ќе треба да гласаат за продолжување за уште половина година на кризна состојба во енергетиката, што е во сила со одлуката на владата од 1 септември. Истекувањето на газ од Данскиот остров во Балтичкото море се смета за намерно дејствие, соопшти данската влада. Сепак и Копенхаген, како и останатите западни сојузници, засега ја отфрлаат можноста дека се работи за руски напад врз гасоводот, бидејќи тој се случил во меѓународните води кои се тешко достапни за руските саботери. Експлозија го потресува Балтичкото море пред да биде откриено необично истекување на два гасоводи што минуваат под вода од Русија кон Германија. Некои европски лидери и експерти укажуваат на можна саботажа за време на енергетскиот конфликт со Русија, предизвикана од војната во Украина. Председателот на Украина Володимир Зеленски ги осуди референдумите на проруските власти во 4 украински региони, нарекувајќи ги фарса. Тој додаде дека Украина ќе го брани својот народ, кој се уште живее под окупација во регионите Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон и во делови од регионот Харков. Русија преку овие референдуми се обидува да го повтори плебисцитот на Кримскиот полуостров од 2014 година за да присвои уште територија од Украина. САД засега немаат забележано промени на состојбата на нуклеарните сили на Русија, што би предизвикало промени на состојбата на американските нуклеарни сили, соопшти Пентагон. И покрај се, според гласноговорникот на Пентагон, САД ги примаат мощне сериозно нуклеарните закани од Русија, додавајќи дека остануваат да бидат фокусирани на помагањето на украинската страна во борбата против руската агресија. Времето денеска променливо облачно, со услови на слаб локален дожд, температурата ќе се движи од 22 до 28 степени. Во Скопје сончево со умерена облачност и температура до 26 степени. Ги гледавте најновите вести на Слободна ТВ.